Благодарам, колега Джефери. Колешка Авировиќ, се согласувам со вас дека овој предлог закон за употреба на јазиците е неуставен и незаконски. Но како што ние тоа добро го знаеме, го знаат и колегите од Социјалдемократскиот сојуз и токму затоа брзат да го поминат овој закон на мала врата, на шверцерски начин. Овој предлог за употреба на јазиците се поставува себе си над Уставот, и тоа со секој член од овој закон. Со членот 1, став 1, 2 и 3 се заокружува употребата на македонскиот и албанскиот јазик, како два службени јазици на цела територија на Република Македонија. Со што албанскиот јазик експлицитно се издвојува, се со цел да стане еднаков на македонскиот јазик на цела територија на државата. Со овој предлог закон за употреба на јазиците нема никакво подобрување на статусот на другите јазици на етничките заедници кои што живеат во Македонија. Во Македонија живеат и други етнички заедници: срби, роми, турци, власи, бошњаци. Нели се тие дискриминирани со овој закон? Се согласувам со вас кога велите дека во Уставот стои дека македонскиот јазик е официјален јазик во Република Македонија и се што ќе се донесе надвор од тоа е противуставно. А одговорноста за тоа ќе имаат овие колеги во средината, овде. Одговорност ќе имат и пред македонскиот народ, затоа што ниту еден граѓанин на Република Македонија не го дал гласот за двојазичност, ниту пак имате мандат за редефинирање на државата и за јазична федерализација на Република Македонија. Затоа, колешки Авировиќ, тие ќе одговараат пред судот на народот и тоа многу скоро. И пред крајот сакам да го честитам денешниот голем празник, рожденство на Пресвета Богородица, празникот на мојот град, кој традиционално се слави во Неготино. Последниве 3 дена Неготино ќе биде Македонија во мало, ќе биде домаќин на секој добронамерник. Ќе бидеме добри домаќини на сите наши пријатели, без разлика на нивната верска и етничка припадност, како и на сите оние кои овие 3 дена својот економски интерес ќе го најдат токму во Неготино. Ќе има и албанци, и турци, и роми, и власи, и срби. И бидете сигурни дека сите таму безпрекорно ќе се разбереме, без никаков закон за јазици, затоа што сите таму имаат еден единствен заеднички интерес. Нив не ги интересираат високите политики на колегите од мнозинството. На нив, на тие луѓе кои се денес во Неготино, им е важен сопствениот опстанок и економскиот просперитет, а кој со овој закон за јазици сигурно нема да се уреди. Благодарам. Благодарам.